Зборови за утеха не постојат, веројатно ќе треба многу време и многу долг период за малку да стигне можеби тагата, а овие моменти дефинитивно веројатно нема никогаш да се заборават. Ова се теми кои што изминативе денови ги обработуваме, веројатно ќе ги обработуваме и во текот на наредниот период, затоа што тој посттравматски стрес кој што сите ние го доживуваме, особено оние кои што се најзасегнати од ситуацијата, е нешто што доколку ако не се третира, ќе остави последици понатаму во животот на многумина. Менталното здравје е најзасегнато и од таа причина сметаме дека ваквите теми треба да бидат многу позастапени во медиумите. Ова утро ја имаме и Тијана Ивановска, која што е гешталт психотерапевт, една од неколкуте кои што беше и во Кочани во понеделникот, во текот на денот кога се случи несреќата, ни спомена дека беше тука во Скопје, во градската општа болница, ако не се лажам, но ќе зборуваме за тоа колку е важно и што значи таа прва помош која што треба да се укаже на многумина на терен, затоа што овие неколку денови со низа за жал неубави настани, како можеби вчерашните погреби, на голем дел од граѓаните им беше потребна психолошка помош. Тијана, благодариме што ја прифати поканата и што и покрај ова густа, набиена агенда изминативе денови, па верувам и дополнително така ќе биде, одвои време да дојдеш и во нашата утринска, се со цел да ги едуцираме на некој начин гледачите за тоа што значи и прва психолошка помош. Но прво ќе прашам како е во Кочани, со оглед на тоа што имаше можност да бидеш дел од, да ја почувствуваш атмосферата, велат најтажниот град во моментов, каде што тишината најгласно зборува. Благодарам на поканата и до вас. Дефинитивно е најтажниот град, со тоа што јас вчера не бев распределена во Кочани, бев распределена во Ѓорче Петров, така што немам конкретни, да кажам, интервенции правено вчера на самиот терен, но меѓутоа ништо поинаку и поразлично не може ни да се очекува со оглед на се она што се случуваше изминатава недела. Кочани е град на кој што јас не би рекла најтажниот, туку сметам дека Кочани е град на кој што најмногу му треба грижа и љубов во овој момент, така што некако чувствувам дека наша лична одговорност ќе биде колку ние ќе направиме да Кочани не биде најтажниот град во иднина. Така е. Прва психолошка помош или она која што пред малку накратко го зборувавме пред да се вклучиме во живо, некако и вашите колеги, останатите психолози, и она која што го прави Комората на психолози во овие денови е поддршката на сите граѓани, особено на оние кои што се директно засегнати и на оние кои што им е потребна. Никако знаеме каква е првата помош на докторите, но што значи прва помош од психолозите или прва психолошка помош? Она за која верувам сите сме информирани е дека психолошката помош доаѓа или е најпотребна отпосле, откако ќе се соочиме со тоа кое што ни се случува, ќе помине таа фаза на шок и неверување или можеби одбивање, па потоа ќе се побара помош стручна и ќе се разговара со тие луѓе во овој случај во голем број. Но прва психолошка помош е за оние кои што не знаат и за тоа кои што вие го работите, што тоа значи и како беше спроведено во пракса во овие денови? Па првата психолошка помош е нешто кое што се дава на самиот терен при некоја, да кажам, катастрофа или незгода. Таа многу помага затоа што возможува да се задржи една стабилност помеѓу луѓето, особено кога имаме колективни катастрофи од типот на она што се случи во Кочани, затоа што најчесто при таквите состојби и ситуации се појавува голема паника меѓу населението, многу измешани емоции, ескалација. И често пати се случува да се дојде до неред и на тој начин да се попречи и работата на луѓето кои што нудат примарна помош од типот на докторите, медицинските лица. Токму затоа и толку значена првата психолошка помош, затоа што возможува да се направи една стабилизација во самото поле и да некако се амортизираат сите тие емоции со цел да се понуди најдобра грижа за сите засегнати. Токму тоа е она што го правевме ние на денот на несреќата во неделата. На некој начин бевме тука за луѓето кои што беа присутни, семејствата, затоа што
Тоа беше една општа колективна паника, голем дел од тие луѓе беа излезени од своите домови, да кажам, со минимални ресурси околу себе, при првиот повик кој што го чуле заминале за Скопје. Не го познаваат веројатно толку добро градот, не сите луѓе живееле во Скопје како нас, се наоѓаат во една забуна, не знаат каде да се обратат кога нешто им треба. И на некој начин нашата задача беше да некако им помогнеме да излезат од тоа бунило и да им понудиме основни ресурси од типот на вода, храна, подсетување за некои лекови, да провериме дали се во ред со нив, затоа што не треба да заборавиме дека самиот тој стрес и шок може и како и здравствено да повлие на некој од семејствата. Кога поминува состојбата на шок или дали е тоа кај секој индивидуално? Кога е вистинско време, освен оваа прва психолошка помош, вистински да се побара помош? Па сметам дека секогаш е добро време, со тоа што најчесто велиме дека кога се работи за смртен случај, тој период на шок е првичниот период, значи еден краток временски период во кој што самата индивидуа некако влегува во една фаза на прифаќање на она што се случува. И во моментот кога почнува таа фаза на прифаќање, тогаш завршува таа фаза на шок и почнува да кажам личноста вистински да влегува во тој процес на обжалба, што ние го зборуваме психолошки. Секогаш е добро да се оди на психолог, апсолутно нема правила дали е во еден ден подобро отколку во друг ден, но меѓутоа и ние секогаш велиме дека најчесто во првите моменти семејствата најмногу наоѓаат утеха внатре во својот систем, помеѓу своите членови, помеѓу сите оние кои што на некој начин си биле дел од животот еден со друг. И токму затоа ние тежнееме да кажам да стојуваме да се доаѓа на психолог во тие моменти, затоа што оставаме малку период да некако семејствата бидат едни со други во тие тешки денови почетни. Во изминативе денови и она кое што ни е достапно на сите, се разбира социјалните мрежи, сите информации кои што пристигнуваат, па можноста секој да го даде своето мислење, да изрази сочувство, нели да го каже својот став за одредени работи, информации кои што се појавуваат и во медиумите и кои што можеме да ги слушнеме. Она што е заедничко, верувам дека како Македонија ќе излезе од оваа состојба, поточно колку време ќе ни треба да ги пребродиме овие тешки денови и да се опоравиме од сето ова. И ова не е единствената трагедија која што сме доживеале, за жал можеби не големата, но во минатите десетина години, затоа и Телма зборуваше и направивме една таква мала ретроспектива колку всушност жртви имаме и од вакви трагедии некако како да не можеме да кренеме глава. Сето тоа се нагомила или се надоврзува едно по друго и остава трага како за немладите, така и за сите возрастни генерации. Како да се поминат овие тешки денови или ако не ги броиме во денови, тогаш колков период е потребно за да некако сето ова го надминеме, што никогаш нема да се заборави, но сепак да останеме народски, ќе кажам, читави. Па, тој процес на обжалба зависи за колкава близина зборуваме помеѓу луѓето кои што доживееле загуба, односно луѓето кои што доживееле загуби во семејството, најдолго ќе проаѓаат низ тој процес на обжалба и не само што ќе проаѓаат, но тоа е еден вид на празнина која што не поминува, но учиме да живееме со неа и да некако ја ставиме во функција. Инаку во терапија велиме дека вообичаено процесот на обжалба трае околу 2 години, во зависност од тоа пак ќе кажам колку е блиска личноста, значи зборуваме доколку е личност од семејството и од најблиските кругови. А колективно, она кое што јас најмногу го посочувам и кое што сметам дека ќе биде наша најголема задача во иднина, е да спречиме да се креираат секундарни стравови под влијание на оваа колективна травма, од типот на да младите не креираат стравови да излегуваат, да повторно се забавуваат. А тоа е нешто очекувано? Апсолутно очекувано, исто како што имавме ситуација од короната, кога се креираат други секундарни стравови од типот на хипохондрија, страв од болести, страв од нечистотија, компулсивно миење на раце, така што таквиот тип на колективни трауми знае да донесе една, да кажам, посттравматика во периодот кој што доаѓа.
кое што може да го наруши квалитетот на живење. Значи ние не е целта да ги сплашиме младите да излегуваат или да им го забраниме излезот до 9 часот навечер, туку да како општество овозможиме безбедни услови каде што ќе можат да ја живеат својата биолошка возраст. Да, но веројатно ќе биде оправдан и стравот на најмногу средношколците или да речам таа генерација на луѓе кои што се идентификуваат да речам за жал со жртвите. Ја споминавме, Тијана, и психотраумата и велиме дека на удар во моментов е менталното здравје генерално на сите, но претпоставувам најмногу можеби на родителите кои што ги загубија своите деца, на децата кои што останаа без родители, но и на она генерација која што се поистоветува со жртвите. Тоа се кризни години, така да речам од 14, 15 па до 25, кога можат многу работи да се случат. И ако тука не се преземат веројатно некои вакви моменти, последиците можат да бидат и на подолг рок, претпоставувам, пострашни. Можеме ли малку да прокоментираме околу тоа што значи траумата и што значат последиците ако сега не се преземат некои мерки? Па ние не можеме да влијаеме на траумата затоа што тоа е нешто веќе кое што се случило, но можеме да влијаеме на самите последици и на преземањето на мерки. Јас често пати кажувам дека во нашето општество многу нешта недостасуваат, имаме празнина во функционирањето и во самите полиси. Значи, ние дури сега креираме протоколи за што треба да правиме во, да кажам, ситуации после колективна траума. Ние не можеме да ги избегнеме ваквите ситуации не од овој тип, но, например, во минатото сме имале други типови на природни катастрофи, од типот на поплави, пожари и така натака. Тоа се природни непогоди кои што не може да се избегнат и ние како држава мора да креираме системи и полиси и практики на однесување како да постапуваме во таквите периоди, затоа што тоа е нешто кое што е, да кажам, актуелно во целиот свет, во поразвиените држави. И нешто кое што едноставно треба да стане дел од нашето секојдневие и по автоматизам да го правиме. Значи, ако гледаме дека некое училиште или некоја одредена, да кажам, институција е погодена од некаков настан, затоа што, да кажам, колективна траума не мора да се однесува на цела држава, може да се однесува и на одреден колектив. Во оваа ситуација е на целата држава, но често пати се случуваат и локални трауми на помали градови и така натака, кои што не проаѓаат, да кажам, толку гласно во медиумите и оставаат последици врз населението, што исто така треба да бидат третирани. Например, доколку се појави случај на суицид помеѓу соучениците, доколку се појави случај на колективен булинг, и тоа е колективна траума. И тоа треба да се третира и да се следат истите протоколи кои што се трудиме сега некако да ги вметнеме во секојдневието. За жал не требаше да се случи некоја непогода за некои работи да се променат. Апсолутно. Значи, ако трнеме од самиот факт што во моментов, јас лично сметам дека најголемата паника при ваквиот тип на катастрофи се појавува од самото незнаење да се реагира во истите. Значи, ние во училишните системи немаме предмети кои што ги едуцираат младите како да реагираат во случај на некаква непогода. Така што тоа е нешто кое што мораме да го коригираме како општество. Ние мораме да ги подготвиме младите дека доколку се случи нешто такво, они имаат сет на вештини на кои што можат да се потпрат за да може да се спасуваат. Комората на психолози со иницијатива и она кое што го спроведувате во овие денови, тоа е распредување на психолозите по различни општини, региони, градови, онаму каде што нели има потреба да се даде таа прва психолошка помош и ова е веројатно иницијатива која да се надеваме дека видина ќе прерасне во пракса или како што велиме некаква стратегија да во вакви случаи нели се биде подготвен, иако никој не може да не подготви за вакви трагедии, но барем да се знаат и основни насоки што и како треба да се прави. Насоките за учениците и за младите кои што веќе многу пати ги споминавме, ги даде Министерството за образование и тие насоки се токму затоа заради тоа што претходно нема таква подготвеност или нема дел каде што во образованието
се зборува или се обраќа повеќе внимание за ова. Колку вие како гешталт психотерапевти од искуството уведенови, кое што вие веројатно едно од ретките, ако не и прво вакво искуство со вакви размери, сметате дека ваквите насоки и ова што сега се превзема како иницијатива од Комората за психолози е еден начин на кој што би требале понатаму да продолжиме и колку сметате дека би дало во цела оваа негативна ситуација еден позитивен ефект? Па сметам дека навистина многу дава позитивен ефект и колегите психолози се навистина максимално ангажирани, затоа што постојано сме на терен, постојано сме во контакт и едни со други сме во контакт, нешто кое што мене многу ми се допаѓа, затоа што и ние како професионалци сме поддржани во целиот тој тим. Се трудиме колку што е можно да на некој начин се подпреме на Комората како на една институција која што нуди ваков тип на помош и секако тука е Црвениот крст кој што во голема мера ги олеснува сите тие работи. Така што сметам дека е многу значајна, значи првата психолошка помош е завршена. Веќе нема потреба да се нуди прва психолошка помош, но од тука натаму доаѓаат други фази каде што веќе ќе се работи со индивидуално советување, со дебрифинг сесии, со некои психотераписки средби и така натака, затоа што од тука натаму веќе може да се оди и малку подлабоко со цел да се намалат последиците од самите травматски настани. Повторно ќе кажам, оно колку што се може и во рамки на тајмингот кој што работиме. Имате информација дали можеби посебно ќе се прават некои насоки, проекти за средношколците во Кочани? Да, тоа моментално се координира со Комората и со колегите. Она што знаме е дека веќе се правени дебрифинг средби во одреден дел училишта со учениците, затоа што од многу различни општини има жртви и тоа е навистина многу голем број на школи кои што треба да се поминат. Да бидат опфатени. Меѓутоа не се само учениците тие кои што треба да се опфатат тука, ние секако дека како општество ставаме акцент на дечињата најмногу, но имате и една голема бројка на луѓе кои што биле на самиот терен, здравствени работници, припадници на полициските сили, сите што преживеале, волонтери во Црвениот крст, преживеаните, значи се работи за огромна бројка на луѓе кои што на некој начин биле засегнати или од самата незгода, несреќа, или од процесот на спасување. Така што со сите тие луѓе е потребно да се работи некаков, да кажам, психолошки третман, за да може да не останат долгорочни последици од се што тие гледале и проаѓале и живувале во целото тоа искуство. Што вели психолошката пракса? Кои се најчестите последици кои што може да се појават на долгорочно? Па во посттравматскиот синдром, кој што е најчесто препознаен како таков, директно поврзан со самата травма, најчесто се појавуваат различни сетови на симптоми, меѓутоа како што кажав, секундарните стравови се доста чести од типот на страф од ненадејна смрт, страф од болест. Ние веќе имаме доволна бројка на анксиозни луѓе, но некои што се склони можеби кон депресивни мисли, а ова веќе не е поврзано со класични анксиозност и депресија, туку ова е баш посттравматика, една која што јас лично не ја работам како анксиозност и депресија, затоа што извира од некое искуство и на некој начин додека не се надмине тој импакт од самата травма, нема да се повлечат и овие секундарни симптоми што ние ги нарекуваме анксиозност и депресија. Така што најчесто се стравовите, меѓутоа и целокупно нарушено живење, значи може да биде и намалена мотивација, едноставно одбивање да се поставуваат цели, да се напредува, стоење во место и многу други нешта, а зборувам за оние кои што биле на терен, може да се појавуваат и враќање на слики од тие настани, флешбекови што ги викаме на англиски, кошмари, несоница, нарушен апетит и тоа може да оди во, да кажам, посериозни размери, така што сметам дека во овој момент е најважно никој да не остане сам. Значи, колку што можеме ние како општество да си понудиме едно присуство еден на друг, со цел, дури и ако увидиме дека нешто не е во ред со некој наш близок, да веднаш реагираме и побараме соодветна помош. Да, убаво спомена Тијана, во моментов Кучани и тој регион, бидејќи повеќе места се засегнати,
освен што се најтажните делови од нашата земја, дефинитивно си места на кои што им треба многу љубов и многу поддршка и мислам дека како нација барем во тој дел сме сплотени, да ја покажеме хуманост уште еднаш на дело и да ја дадеме помош онаму каде што е најпотребна. Благодариме многу за гостувањето, за овие убави совети. Продолжувате и понатаму да делувате секаде онаму каде што е потребно, се со цел да се помогне таму каде што треба. Благодариме за гостувањето.